Да истакнам дека ме представува гордост што сум дел од Унијата на млади сили, како дел од представништвото на турците во Република Македонија. Како турчинка успеав во Унијата на млади сили да остварам свој придонес во општеството. На тој начин што Унијата на млади сили е отворена за соработка со сите етнички групи во Република Македонија. Остваривме многу. Ги остваривме 40 мега проекти кои што беа дадени од Унијата на млади сили по предлог на владата на ВМРО-ДПМН. Младите добија директна помош од овие проекти. Би сакала да потенцирам дека проектот кој што беше во однос на кофинансирање на најдобрите студенти во државните универзитети добија можност од квотата за кофинансирање од 400 евра со остварен просек од над 8,5 да можат автоматски да бидат префрлени во квота на финансирање од 200 евра. На тој начин тоа представува олеснување на семејството на студентот. Во мое време тоа представуваше проблем за моето семејство. Денеска студентите добиваат директна помош. Потоа можам слободно да го истакнам еден од најдобрите проекти, а тоа е Купи куќа за млади. Со тоа што добија можност да остварат семејство и да имаат свој покрив на главата, со тоа што владата на Република Македонија беше остваруваше, односно директна помош од 8 години да може да отплаќа главницата и каматата на ратата на банките луѓе кои што аплицираа за овој проект. Студентите добија и бесплатен превоз. Може средношколците да имаат срекна среда, односно да можат да ги користат билетите во кината. Има големи поволности. Добивме опрема за мебел во студентските домови, реновирање. Остваривме доста, онаму каде што можевме. Секогаш можеше да се оствари многу, но за таа намена можеби требаше да ни одат во прилог и општите услови. Кризата во Република Македонија, свесни сме дека на некој начин го забави интензитетот на работата кој што го имаше во ВМРО-ДПМН. Но свесни сме и историски податок е тоа дека ниедна влада во Република Македонија не работеше со ист интензитет како што работеше владата на ВМРО-ДПМН. Секако доколку и претходните влади работеа на ист интензитет како владата на ВМРО-ДПМН, Македонија денеска ќе беше на многу поинакво место. Говореа Социјалдемократскиот сојуз во однос на миграцијата. Акцентот беше ставен дека младите во Република Македонија се иселуваат од државата, затоа што ние наводно сме воделе погрешни политики. Но како младите луѓе во Република Македонија остануваат во државата? Претпоставувам тоа е една работа со која што се согласуваме со Социјалдемократскиот сојуз, а тоа е дека младите ќе останат во Република Македонија доколку имаат економска перспектива. Претпоставувам се согласуваат. А како се прават тие економски перспективи? На начин каде што можат да добијат ново вработување, да имаат вработување, да можат да остварат своја перспектива. Но како ја водевме ние таа политика многу години, изминатите години постојано се трудевме да отвориме нови работни места. Донесовме инвестиции. Дрексел Мајер во Кавадарци, како што спомна колегата Ѓорги, отвори 5000 работни места. Потенцијално сме успеале да задржиме 5000 луѓе во Република Македонија кои што не би се иселиле. Да споредиме во однос на инвестициите и од 2005 година кога Социјалдемократскиот сојуз имаше шанса да донесе инвестиција. Тоа представуваат политичари кои што се добри оратори на говорница, меѓутоа кога станува збор за резултати, резултатите се нула. Затоа апелирам до Социјалдемократскиот сојуз повеќе да не ја водат таа канцелариска политика. Да донесат инвестиции, да отворат нови работни места каде што младите не би се иселувале, бидејќи акцентот на нив беше во однос на тоа. Целата кампања водеа како поради нас младите се иселуваат од Република Македонија. Потребно е да се излезе на терен, да се обрне внимание кон земјоделците, се уште можеби ги сметаат за народ од трета класа. Апелирам да нема повеќе блокирање. 40 дена се они веќе на власт, но веќе осетивме што значи да се биде дел од нивната влада. Постојано имаме блокади. Еден обичен граѓанин не може да извади обичен документ од причина што наводно не функционира системот. Имаме стопирање на работа на автопатите. Граѓаните тој проект го чекаат многу долг временски период. Ние кога го дававме нашиот збор, гледавме да биде реализиран уште пред дадениот рок. Неуморно работевме на тоа да ги следиме проектите и да бидеме во целост посвестени на тоа дека сме го одржале зборот. Апелирам повторно, ако може, да водат
конструктивна политика, односно да продолжат со реформите и веќе оние проекти кои што треба да се завршат до финална фаза. Ви благодарам.